Кратки најави за денешниот дневник. Во Охридските училишта и граденки најголем дел од вработените на штрајк. Од Охридскиот огранок на Сонк велат нема притисоци. Во Струшкото училиште Нико Нестор редовна настава. Голем дел од наставниците не го поддржаа штрајкот. Струга ќе остане 24 часа без вода. Албански државјанин кој нелегално е преминал границата со пливање сакал да ја побегне на езерската полиција. Поевтинуваат горивата. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по свежото утро, во текот на денот времето претежно сончево, ветровито, но свежо за овој период од април. Максималната дневна температура 12 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник ведро и свежо. Во вторник над најголем дел од Европа претежно сончево време, ќе има локална облачност, но ќе биде релативно студено. Во крајниот запад и југозапад од стариот континент, како и на крајниот исток од Европа, врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во вторник времето претежно сончево и потопло со пораст на температурите. Во централните и јужните делови температури за некој степен под повеќе годишниот просек. Максималните дневни температури од 14 до 20 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник студено утро за овој период од годината. Утрински температури од -5 до +3 степени. Во текот на денот сончево и потопло време со слаб северен и северозападен ветер. Максималните дневни температури во Македонија утре од 13 до 21 степени Целзиусов. Во Охрид во вторник студено утро температура од 0 степени. Во текот на денот сончево и топло време со максимални 15 степени и слаб северозападен ветер. Во среда и четврток повторно свежи утро, температура од 3 степени. Во текот на денот сончево и потопло, максимални 18, односно 19 степени. Во петок сончево време со локална облачност и дневна температура од 20 степени Целзиусови. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Далматински пршут воштане 80 грама 85 денари. Далматинска панцета воштане 100 грама 85 денари. Chicken fingers 750 грама 265 денари.
Посебна пилешка салама 400 грама 89 денари. Штарк смоки 130 грама 25 денари. Крем за готвење 1 кг со гратис доматно пире 0,5 литри 119 денари. Бонукс, Pure Magnolia или White Lilac 8 кг 519 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Професорите од општинските училишта и воспитувачите од детските градинки стапија во штрајк. Нема пријави за притисоци врз штрајкувачите, а исклучок од протестот се наставниот и воспитниот кадар, кои не се членови на СОНК. Штрајкувачите испратија порака до владата сериозно да се свати улогата на учителот и да добијат подобар општествен статус во системот. Охридските наставници од основните и средните училишта и воспитувачи од детските градинки стапија во генерален штрајк. Советот на СОНК донесе одлука за зголемување на нивните плати за 18,4%, колку што се зголеми и минималната плата, изедначување на платата по коефициенти и исплата на колективниот договор до јануари 2024 година според коефициентите во образованието. Катерина Крстеска, председател на основната организација на СОНК Охрид, изјави дека во штрајк се сите просветни работници од основните и средните училишта, а во градинките околу 70% од вработените воспитувачи и негователи. Крстеска информира дека нема притисоци врз штрајкувачите, а не им се приклучиле во протестот само колегите кои не се членови на СОНК. Тие што не се со решен статус, тие се овие останати по училишта во 10% што не го поддржаа штрајкот, освен техничкиот персонал, а во градинките колешките што не се со решен статут работат. Тие нема основ по кој основ да се приклучат, бидејќи се со договор на дело, значи не постоеше основ. Некој дел од нив бара да се приклучат, но може да му се прекинат после штрајкот договорот и не сакавме да ги метниме во некоја несакана ситуација. Димче Донески, председател на основната организација на СОНК во основното училиште Ванчо Николевски од Лескоец, информира дека нивното централно и подрачните училишта утрово стапиле во штрајк. Наставниците биле на работа, а децата не дошле во училиште. Донески изрази благодарност до родителите од кои добиле поддршка за штрајкот, разбирајќи ја сериозноста на ситуацијата во која се наоѓаат наставниците. Учителот треба да заслужи посебно и високо место на општествениот пиедестал. Јас би порачал од овде во името и на мојата организација, но во името на сите учители, сериозно да ја сватат ова општествена состојба, ова дередже што го има учителот и владата, како што и каже председател Јаки Неделков, час поскоро да го одврзе кесето и да направи од учителите уште поголеми мотиватори на нашите деца, на нашите ученици, па и на нивните деца и на сите оние личности кои што се засегнати со основното и средно образование во општествените состојби. Штрајкот на СОНК има поддршка и од синдикатите од високообразовните институции и културата. Прекин во наставата и во згрижувањето во градинките ќе има се додека владата не ги прифати барањата на СОНК. Просветните работници напоменуваат дека од 2017 година до денес покачувањето на минималната плата во училиштата и градинките е 20%, за разлика од другите дејности каде што покачувањето е 78%. Во средното училиште Нико Нестор во Струга се одвива редовна настава. Половина од наставниците не го поддржаа генералниот штрајк. Од регионалниот одбор на СОНК велат штрајкуваат поголемиот дел од професорите и наставниците во Струга, Дебар, Вевчани и Центар Жупа.
Во средното училиште Нико Нестор во Струга денеска се одржува редовна настава. Половина од професорите не го поддржаа генералниот штрајк на СОНК. Од 126 професори штрајкуваат 66, а останатите ги згрижуваат учениците и предаваат во 2 смени. Ние што се држи настава, значи се ги згрижија учениците, се држи настава до 4-5 час и од скупно 126 наставници, 66 штрајкуваат. Имаме настава и сабајле и попладне, така да попладне во 1,5 час продолжуваме со настава. Од регионалниот одбор на СОНК велат штрајкуваат поголемиот дел од професорите и наставниците во општините Струга, Дебар, Вивчани и Центар Жупа. Според нив дел од вработените во образованието имаат неуспешен обид да држат настава. Значи сите се во штрајк или некој незначителен број на учители или професори не се вклучени, така да наставата не може да се организира од страна на директорите. Наставниците велат немаат директни притисоци. До сега не сме имали никаков притисок, ни од страна на директор, ни само мора да се почитува времето за штрајк. Од регионалниот СОНК велат подготвени се да истераат во оваа синдикална битка и конечно да ги остварат своите барања. Јавното предпријатие Водовод и канализација Струга ги известува граѓаните дека поради изведување работи во водоводна мрежа за дислокација на доводен цевковод за водоснабдување ќе биде во прекин снабдувањето со вода за пиење на целата територија на општина Струга од вторник 12 април во 22 часот до среда 13 април во 20 часот. Граѓаните добиваат слободен пристап до податоците на потенцијалните загадувачи врз кои се врши инспекција и јавен увид во инспекциските извештаи на Државниот инспекторат за животна средина. Ова се овозможува со дигиталниот регистар на субјекти на инспекциски надзор и инспекциски извештаи на ДИЖС, кој беше изработен во рамките на кампањата Разбистри се. Граѓаните преку дигитална платформа добиваат пристап до информации за извршени инспекциски надзори и извештаите на инспекторите за животна средина. Со тоа се обезбедува информирање на јавноста за исходот од редовните или вонредните контроли, како и на инспекциите спроведени по пријави од граѓани. Со постоењето на дигитален регистар на субјекти за инспекциски надзор на државно и локално ниво и база на податоци од спроведените инспекциски надзори, на граѓаните им се обезбедува поголем јавен увид во работењето на инспекциските служби. Се прави целосна реорганизација на веб страната на Државниот инспекторат за животна средина, а преку неа ќе се стига до дигиталниот регистар за субјекти на инспекциски надзори и инспекциски извештаи за животната средина. Дигиталниот регистар ќе биде дел од системот е-инспектор. Тоа представува електронски регистар на субјекти на инспекциски надзор на државно локално ниво и база на податоци од извештаите од инспекциските надзори на Државниот инспекторат. Во него ќе бидат вметнати и податоци за интегрираните еколошки А и Б дозволи. Регистарот е поделен и на елаборати одобрени од Министерството за животна средина и просторно планирање и од општините. Иако Државниот инспекторат за животна средина нема надлежност врз сите носители на елаборати, во ажурирањето на регистарот треба да учествуваат и општините за да биде поефективно планирањето и координирањето на инспекциските надзори на државно и локално ниво. На тој начин Државниот инспекторат за животна средина може да утврди неправилности што не ги воочил општинскиот инспектор, но и да се избегне дуплирање на надзорите во надлежност на локалната самоуправа и нерационално користење на ресурси. Дигиталниот регистар е втора алатка за зголемување на транспарентноста и отчетноста на Државниот инспекторат за животна средина, изработена во кампањата Разбистри се, после онлайн платформата која овозможува граѓаните да пријавуваат загадување по електронски пат. Во моментов дигиталниот регистар е во тест фаза и се очекуваат сугестии и забелишки со цел негово усовршување. Рибокрадец од Албанија со пливање се обидел да и побегне на полицијата.
Вчера во близина на карулата Радожда полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро лишиле од слобода 48 годишен државјанин на Република Албанија поради нелегален влез во државава. Околу 15 часот откако ги забележал полициските службеници, тој скокнал во езерото и се обидел пливајќи да побегне, но набргу бил фатен и приведен. При тоа полициски службеници испукале неколку куршуми во воздух како предупредување. При преглед кај него бил пронајден нож на расплопување. Тој бил предаден во полициска станица за граничен надзор Франгово и од инспекторот одсекот за прекуграничен криминал, странци и реадмисија при регионалниот центар за гранични работи Запад изречена му е мерка забрана за влез во Република Северна Македонија. Инаку на 1 декември 2019 година истото лице било фатено на село Радожда во вршење на кривично дело незаконит риболов, информираат од МВР. Охрид како туристичка дестинација ќе се промовира во Турција. Неколкучлена екипа од националната НТВ телевизија викендов снимаше репортажа за Охрид. Охрид како привлечна туристичка дестинација наскоро ќе биде прикажан на турската NTV телевизија, откако викендов неколку члена нивна екипа сними репортажа во градов. Гостите од Турција се запознаа со културно-историските знаменитости на Охрид и со вкусните охридски специјалитети. Во репортажата ќе бидат опфатени убавините на старото градско јадро со специфичните охридски занаети, копаничарството и охридскиот бисер, а ќе бидат прикажани и убавините на манастирскиот комплекс Свети Наум. Пред екипата од новинари и камермани беше подготвено охридско ѓомлезе, а гостите беа запознаени и со начинот на лов на риба. Турската екипа беше и во посета на Скопје и Битола, а кај нас беа во организација на македонскиот конзулат во Истанбул во соработка со општина Охрид, информираат од локалната. Од македонскиот пазар се повлекува целокупниот киндер асортиман произведен во фабриката во Арлон, Белгија. Од пазарот се повлекуваат сите производи на Kinder Schokobons, Kinder Surprise Maxi 100 грама и Kinder Mini Mix Peluche, соопшти Atlantic Trade Скопје како дистрибутер на асортиманот на компанијата Ferrero во земјава. Се повлекуваат само оние производи кои се произведени во Арлон во Белгија. Како што е соопштено во контекст на тековното испитување за салмонела во соработка со органите за безбедност на храната, Ferrero привремено ја затвори својата фабрика во Арлон во Белгија. Со стапување во сила веднаш се прекинува целото производство на Kinder Schokobons, Kinder Surprise Maxi 100 грама и Kinder Mini Mix Peluche од Арлон. Како одговорен дистрибутер делуваме за брзо повлекување на наведените производи од пазарот. Ги замолуваме потрошувачите доколку веќе посетуваат некој од наведените производи да не го конзумираат, се вели во соопштението од дистрибутерот. Викендов од 22 часот во саботата до 4 часот изутрина во неделата на подрачјето на СВР Охрид беа спроведени акциски контроли. Полициските службеници затекнале и санкционирале вкупно 13 возачи кои управувале моторно возило под дејство на алкохол, и тоа во Охрид 3, во Струга 2 и во Кичево 8 возачи. Во Охрид 7 пешаци се затекнати при преминување коловоз на необележан пешачки премин. Против нив поднесени се прекршочни платни налози. Од полнок поевтинуваат горивата. Малопродажните цени на бензините се намалуваат за 1 денар за литар, додека малопродажната цена на дизелот се намалува за 2 денари по литар. Од полнок максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат 80 денари по литар Евросупер БС 95, Евросупер БС 98 ќе се продава за 82 денари по литар, а дизел гориво Евродизел БС за 80 денари по литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство не се менува. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 1,127 денари по килограм и сега ќе изнесува 51,535 денари по килограм. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Шефот на европската дипломатија Жозеп Борел изјави дека нови санкции против Русија остануваат опција поради нападот врз Украина во пресред на состанокот на министрите за надворешни работи од ЕУ во Луксембург.
Борел пред состанокот рече дека санкциите секогаш се на маса, додаде дека министрите кои треба да разговараат за наводните воени злосторства извршени од страна на руските сили во Украина со обвинителот од Меѓународниот кривичен суд Карим Кан би можеле да дебатираат и за натамошни чекори против Москва. Некои членки на Унијата повикаа на целосно ембарго на увоз на руската нафта, иако има колебања од други земји поради влијанието што таквиот потек би го имал врз нивните економии. Имануел Макрон изјави дека ништо не е решено откако победи во првиот круг од претседателските избори во Франција, додека Марин Ле Пен ги повика сите кои не гласале за него да и се придружат во вториот круг закажан за 24 април. По 97% изброени гласови, актуелниот претседател има освоено 27,6%, а екстремната десничарка 23,41%. На третото место е ветеранот на крајната левица Жан-Лик Меленшон со 21,9% освоени гласови. Иако Макрон победи со солидна предност, анкетите сугерираат дека далеку е понеизвесен вториот круг. Меленшон оствари далеку подобар резултат отколку пред 5 години, неговите гласови би можели да го решат исходот на изборите. Од 12 кандидати само тројца освоија на 10% гласови, а особено тежок пораз доживеа некојаш владеачките социјалисти и републиканци. Лепен може да ги очекува гласовите на четврто пласираниот националист Ерик Земур, за кого гласаат 7% избирачи. Повеќе фокусирајќи се на војната во Украина, Макрон ја почна кампањата 8 дена пред изборите, а Лепен најави дека е време за големи промени и вети дека ќе ја врати земјата во ред. При пукање во преполн ноќен клуб во Сидар Репидс во американската држава Ајова, 2 лица загинаа, 10 се ранети. Шефот на полицијата во градот изјави дека според истражителите двајца мажи пукале со автоматско оружје во ноќен клуб во 1 часот и 30 минути по локално време. Како што тој појасни, полицијаците кои биле во близина поради друг инцидент ги пронашле жртвите, додека од 100 до 150 лица бегале. Убиени се едно машко и едно женско лице, а еден од ранетите е во критична состојба. Полицијата е во потрага по осумничените. Шефот на полицијата истакна дека се уште не е утврден мотивот за пукањето, но истражителите веруваат дека мета била една од жртвите. Експлозија на шахта на плоштадот Таймс Сквер предизвика паника во Њујорк и панично бегање на луѓе кои се нашле во близина. Експлозијата се случила околу 19 часот вчера по локално време, поради што бил затворен и делот Таймс Сквер. За сега нема информации дека има повредени. Додека во една шахта избувнало и пожар, од други излегувало чад. Според информациите кои ги објавија надлежните служби, до експлозијата дошло поради дефект на кабел за напојување, но не дошло до прекин на снабдувањето со електрична енергија. На терен набргу излегле полициски пожарникарски екипи кои превентивно ги евакуирале луѓето кои се нашле во близина. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.